Дознав дека имало некоја таква, како што велите, герила акција. Не е од наша страна, иако првенствено кога некој ќе помисли на тоа каква порака е испратена, ќе помисли одма на нас, бидејќи последниве 12-13 години испраќаме слична порака кон јавноста. Јас го гледам тоа од аспект на со доаѓањето на промените во ВМРО-ДПМН доаѓа и до ослободување на симпатизерите и на членството, па сметам дека ова е може еден од начините на кои тие на некој начин даваат свој допринос во таквото ослободување на слободната мисла внатре помеѓу членовите и симпатизерите на партијата. Но не исклучувам ни можноста да е некој надвор од партијата, нели си има почитувачи на делото и работата на поранешниот председател на ВМРО-ДПМН Љупчо Георгиевски, нели имаше и пред конгресот имаше и некакви најави за негово нели вклучување во кампањата. Сето тоа нели испадна на крај како нечија пуста желба, но во секој случај ова акција гледам како слободно изразување на нечие мислење, со оглед на тоа како внатре партиски функционираја последниве 12 на години ВМРО-ДПМН кон своите членови и симпатизери. Со промена на председателот на ВМРО-ДПМН, како гледаш во иднината на партијата, од каде што доаѓа и вашиот лидер Љупчо Георгиевски? Видете, генерално секоја промена во политичката партија е добре дојдена и секоја промена е на добар пат да донесе нешто ново со оглед на тоа дека во ВМРО-ДПМН нема случајно никаква промена во последните 12-13 години, толку колку што и беа и на власт. Ако ништо друго, очекувам дека нели покрај ослободувањето на членството од стегите внатре партиски, кои матрицата тогашна ги поставуваше, можеби ќе дојде и до извлекување на некои по некомпромитирани лица или членови, особено од помладата гарда. Така, јас и тоа и во една моја колумна реков, штета што во последниве 13 години не се најде некој од младите од ВМРО-ДПМН да излезе со некаков конкретен предлог и да безболно да допринесе некаква промена внатре во партијата, и ниту ќе имаше некакви поделби, ниту ќе имаше некакви раздори помеѓу внатрешните нели членови и симпатизери. Добро е во секој случај затоа што ќе донесе нова енергија, нов елан, плюс кандидатот кој победи на конгресот или веќе новиот председател на ВМРО-ДПМН не е искомпромитиран, нема товар на грбот, така да предпоставувам дека и во интерес на партијата е да донесе некакво олеснување внатре, ослободување на одстегите помеѓу членството и да почне првенствено да се консолидираат внатре, па да излезат како консолидирана и посилна опозицијска опција, со оглед на тоа дека во моментов и скоро и да нема опозиција во Македонија. Видете, генерално навикнати сме веќе од година во година да не се случува ништо конкретно. Секогаш излегуваме нели со некакви желби за некакво подобрување на првенствено на статусот на граѓаните кои живеат во Македонија, особено економскиот, решавање на проблемите со вработувањето, особено кај младите, почитување на слободната мисла, на различностите. Сметам дека можеби нешто за нијанса ќе биде остварено од сето тоа, затоа што се ново што доаѓа во држава, и макар и трошка од тоа е добре дојдено и треба да се дочека како добре дојдено, затоа што последниот период Македонија како да се навикна да стои во место, како да се навикна да нема промени, и некои луѓе тоа го искористуваат
за себе богатење или за исполнување на нивните нели нечесни интереси, како внатре партиски, така и државни. Сметам дека 2018 година треба да биде година во која младите политичари ќе излезат како фактор во Македонија. 2018 година биде како година клучна за промени во секоја политичка партија, зборам, не само за ВМРО-ДПМН, затоа што младата енергија, младата сила, младите идеи по политичките партии носат поотворен простор и поширок спектар на идеи и предлози за некакво унапредување на состојбите во Македонија, кои од година во година некако како да стојат во место.